Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во попладневното издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. За крајот на оваа недела, оваа барем работна недела, ајде можеме да послободни бидеме, да се релаксираме повеќе анализирајќи некои работи, кои се однесуваат на она што се случи вчера или барем што кулминираше вчера, секако не се случило вчера, има и подолга позадина, а имено всушност во меѓународна акција, и тоа акција за откривање на мрежа на трговија со дрога и незаконски меѓународни трансакции, акција во која учествуваат и неколку европски полиции, ја води Шпанија, а инаку учествуваат и американските служби за борба против шверц на дрога. Беа приведени две лица. Тоа беше резултатот од таа истрага. Всушност, со други зборови, обвинителството побара да се определи мерка притвор за две лица, и тоа заради случај со кокаин, голема количина на кокаин, која се поврзува со трговија на кокаин во Шпанија, односно кој бил наменет за пазарот во Велика Британија и така натаму, некои 700 килограми, иако се спомнува и поголема количина, дека ова било само дел од поголема количина. Во секој случај, значи, неофицијално се работи за организирана група која ги вршела тие криминални действија и дека извесен период била следена, односно дека биле следени трансакциите кои се вршеле. Во оваа фаза од постапката не се знае каква е улогата на двајцата притворени во Скопје од МВР или и од обвинителството. Впрочем, немаат засега, односно не даваат никаква информација. Кус одговор само дека кога ќе дојде време ќе бидат презентирани сите информации. Така што додека го чекаме тоа време да дојде за да ни презентираат поконкретни информации кои секако пак треба да бидат и откако ќе се координираат токму со тие меѓународни чинители кои после јасно и го имаат иницирано и спроведено, имаат и спроведено оваа акција, вклучително која резултираше кај нас со тие две приведувања. Ние можеме да се занимаваме токму со улогата. Каква мислите дека е улогата на осомничените од Македонија во случајот кокаин? Зашто станува збор тука? И уште повеќе, дали има индиции, барем може да се заклучи, дека ќе има и дополнителни приведувања, односно дополнителни вмешани лица. И освен тоа, што мислите, дали и одредени настани во изминатиот период, дали може би имаат некаква поврзаност со ова или се навистина само коинциденција, како да речеме престрелката во еден хотел и така, неодамнешна. Но добро, мислам дека сосема доволно деталите ги знаете, така да нема потреба од одземање време на тоа, туку предлагам веднаш да почнеме. Добар ден, доколку имаме гледач, повелете. Добар ден, се слушаме? Да, повелете. Во програма сте, повелете. Од она што досега го прочитав и јас на медиумите, крајното одредиште на оваа пратка било Велика Британија. Па што е интересно, меѓу другото се пренесувало со подморница. Так, ги деталите, така кажете ги вие. Да. Да, вкупната вредност изнесувала на сделката $100 милиони. Значи, уапсени се во повеќе земји, неколку мина. Ова власт или ова гарнитура немала баш многу контрола над оваа ситуација, бидејќи станувало дел од меѓународна истрага.
Она што мене вака ми паѓа во очи, иако се уште деталите сите скрос не ги знаеме, е тоа што политичката конотација во случајов е многу симптоматична. Значи, досега, ради, условно кажано, белото, ни падна еден пратеник и една шарена револуционерка. Сега, таа политичка конотација во целиот овој проблем ќе вметни многу политика, многу контроверзи и таман како што е ситуацијава напната пред изборите, дополнително ова ќе биде искористено во други цели. И мислам дека еден политичар што изјави за шарената револуција, ова што го правите еден ден ќе се срамите, мислам дека полека, но сигурно неговите зборови се остваруваат. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте. Добар ден, поздрав до екипата на 24 телевизија и до сите редовни гледачи. Благодарам. Мене многу ме изненади ова што се случи со што ја патија актерката Силвија Стојановска. Не верував дека таква добра актерка со долга кариера која ја знаеме од повеќе телевизиски серии, од театарот, дека ќе се пушти во вакви нелегални работи со организација на препродавање на дрога кокаин. Мислам дека ова го засрами целото нејзино семејство, бидејќи знаеме дека и нејзиниот покоен татко Ацо Евановски беше легенда, доаен на глумиштето, беше учесник во првиот македонски филм Фросина снимен во нашава држава. Што значи дека срамота е тоа што го прават, да се засрамат на таков начин да се богатат, а некој не може парче леп да се извади. Значи, ова не знаеме што да мислиме и за пеачите, сега за некои пеачи и за артистиве. Јас толку сум ја ценел, сум ја почитувал како актерка и нејзиниот покоен сопруг Ненад Стојановски даде многу за актерското глумиште. Ова многу некако чудно ми дојде, изненадувачки, и мислам дека треба сите луѓе, мисламе сите да бидат, да им се изврши еден ветинг, цела судство, цело сите и актерите, и да се проверат од каде што имаат по потекло. Не може се некој да немаат, да мизеруваат, а некои нелегално еве со дроги, со други работи. Па дрогата е најголемо зло во... Да, ви благодарам за јавувањето. Инаку се огласи ќерката на приведената актерка, таа изјави дека станува збор за недоразбирање и дека мајка и ќе биде набрзо пуштена, односно дека ќе се разјасни целата приказна, односно вистина. Повелете, добар ден. Добар ден. Во програма сте. Благодарам. Па вака јас си кажам, значи прво да се разбере, не се работи за глумицата Стојановска возрастната, значи за ќерката нејзина се работи. Меѓутоа, ова ни кажува дека колку, значи, не сме одговорни према своите деца, не водиме контрола за нивното движење и за нивните потези. Овдека се гледа дека девојчево е излезено од контрола, пуштено е слободно да размислува, слободно да работи, но тоа сето го има злоупотребено во свое име и во име на фамилијата и во име на целата породица. Значи се зафатило девојчето со нешто што е нелегално. Оде се работи за вториот најголем, значи шверц на кокаин, значи после Чочоровска, каде што беше околу 500 килограми, значи наркотична дрога, сега оде се работи за недека повеќе можда од 700 килограми, што ако рачунаме ние се некој спомна таму, значи Александар Палас, не дај Боже да беше таму, ќе погинеа тројца. Меѓутоа, оваа дрога која ќе се потрошеше меѓу, значи, корисниците, ќе убиеше далеку повеќе, може стотици млади животи ќе отидеа, значи без зрно барут, значи од неразумно користење на нешто што е недозволиво, штетно по здравјето на луѓето. И мислам дека
нема зборови со кои што може да се оправда нешто што стварно, значи е посебно, значи лично за себе, ќе речам, тој што се нафатил да го работи тоа, кој што се одлучил да убива луѓе на тивок начин, кој што, значи, побитни му се парите, средствата со кои што сака да располага, отколку животот на многу млади луѓе, кои што претежно се млади луѓе го користат. Каде ни оди свеста, каде ни е паметот? Благодарам. Ви благодарам за јавањето, иако морам да ве исправам, сепак станува збор за актерката, не за керката, а всушност основот е незаконски трансакции, значи да почекаме да видиме по кој основ биле трансакциите, има ли било каква поврзаност. Во моментов индициите се дека поврзаноста е со оглед на тоа што е координирана акција, токму за откривање на мрежа меѓународна трговија дрога и меѓународни трансакции поврзани со дрога. Во случајов станува збор за кокаин, 700 килограми кокаин. И две лица се во моментов приведени, немаме официјална информација ниту од МВР, ниту обвинителството, освен, значи, како резултат на оваа меѓународна акција, само е постапено заради опасност од бегство приведени се. Тоа е тоа, лишени од слобода. Повелете, добар ден. Ајде да зборам. Да. Ајде и со вака сега Интерпол бара од нашиве да им ја испорачаат глумицава. Така? Па не знам дали бараат, моментално е да... Ама они се налогот го дале тука за да ја уапсат овие. Па да, по се изгледа вака, иако немаме официјално Интерпол е соопштение. интернационална полиција. Сега. По некоја логика можеме да заклучиме, да. Интерпол требаше и паторот Груевски да го испорача од Будимпешта навака, па рекоа дека не било нивни ингеренции, немало доволно соработка меѓу нас и нив. Ја лично не би ги пуштил. Така. Никако. Тука нека се биде или нека ја пуштат, нека фати штур, нека избега господјата. Најувам за неа, да ти кажам искрено. Затоа што они се безобразни, плюс кокаинот не бил дека нас наменет, па да нешто прави тука нека штета. Плюс праше го Кит Ричардсон од Ролинг Стоунси, колку кокаин прошол низ негова главата му и ресто органи од телото него. Колку луѓе дека само пијат диазепам од овие запреканци што им се случуваат за диазепамот или тие лексилиуми што ги гълтаат, не се дрога. И тоа е дрога, све е дрога. Така да, ја за господјава навивам да ти кажам искрено, на наши пари не земала. Значи, што и да правила бизнис, ризикот бил неизин. Не бил ризикот тука да упропасти држава, него едноставно провала, ако се може, може. А овде каде куп функционери се на функција, па се налапаа пари од наш шеп и од мојот твој, па си шетаат на слобода, па изиграваат ушти власт и тие суди тука обвинители чуда. Сега Силвија е проблемот. Не е проблемот Силвија, имаме ние поголеми проблеми од Силвија. Силвија тоа што си дробела ќе си срка. Али што се тиче овие тука, кога ќе ги издробиме, кога ќе сркаат они, за нив ја повеќе се секирам, што изедува многу пари од држава. Ајде, поздрав, пријат. Благодарам, токму и вие го отворивте тоа. Тоа и што е темата, затоа, во толку повеќе. Каква е улогата во случајот на осомничените од Македонија, затоа се прецизира, во овој случај така наречен кокаин, ќе видиме и дали ќе има официјално име или не, ајде, за оваа употреба, како што веќе и се нарекува, нека биде сега за сега кокаин, но во толку повеќе што настрана што имаме штури информации генерално, гледате дека официјално се знае не било за нашиот пазар, каква улогата би можела да биде, односно дали мислите дека ја има и дали тука ќе заврши приказната. Апропо и други случаеви, рекети слично, на што се ќе заврши, што ќе се изроди од сето тоа. И има ли тука некоја заднина? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете, да. Исо, со овој пред мене што кажа, значи од збор до збор со се сложува. Точно се човекот на место кажа. Так. И друго, не знам каква врска има, што не ја бранам.
оваа власт, ни шарената револуција, меѓутоа каква врска има шарената револуција со кокаинот што одел у подморница 300 тона кокаини, што 700 кила или колку било таму, било врзано со Силвија Стојановска. Не баре одовде, ги зедоа кокаинот и парите и ги изнесоа Силвија и кој да е таму. Значи пред време ние луѓево ги осудуваме. Па тоа велам. Па почекајте малку. Јасно. Вчера имаше, јас нешто прочитав на интернет, што објавиле некои, што истражувале за оваа баш ситуација и велат дека Силвија Стојановска врска нема само била мажена за тој србинот кој има брат во Шпанија. Значи пред време ние луѓево ги осудуваме. И одма шарената револуција и напаѓаме власт. Макви се, такви се. Так. Со цел, значи ја мислам по мене, се со цел да се заскрија сиот оној криминал 11 години што се изнесува милиарди од држава. Си најдоа причина сега, те Реке, те Силвија, те Јанко, те Трајко, те Зајко, само да се затршка сето она што е врзано со ВМРО ДПМНЕ и тито 80% од функционерите на ВМРО и сега што се во функција со Мицковски, да се затршка сето, да се прави муавет за нешто друго, само не за нив. Толку имам исто да кажам. Да, ви благодарам за јавањето, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Повелете. Па вака, значи банално е недонесена пресуда и уште немаме доволно докази за овие што се овде вака. Нема никакви ни информации дури од наши институции. Да. Ајде да се вратиме малце во времето назад кога синот на Трајко Бењановски беше фатен на граница со дрога. Што му направи немој? Тој кокаин носеше. Тогаш кажа дека имал 250 грама, уствари да не биле 2,5 кила, нешто така. Секогаш имало кај нас такви работи, пошто ова држава наша малечка е рута на тие дроги. Го фатија во Гостиварско тамо едно село, кај беше Тетовско, цела фабрика имаше за синтетички дроги. Што му направи? Ништо. Значи, овде вака ова мафија, јас еднаш реков дека секоја држава има мафија, а овде мафијата има држава. Значи, кај нас тоа е банално да се разговара, сите се прате еминентни стручњаци во тоа работа. Дај да оставиме на еминентни стручњаци што се бават со таа работа. Нека докажат прво да видиме дали таа актерката е крива или не е крива. Што рече ова претходната соговорничка дека мажот е незин бил инволвиран во таа работа. Еве таа што беше ова со колку беше таму ова, како ја викат за време на Бранко Црвенковски кога ја фатија со што 500 кила дрога, чист кокаин во вредност од 90-100 милиони, ништо не направи. Еве 2017 ја пуштија да се лекуваат џомити, тие ги поделија парите, дрогата џомити ја запалија на таму на вамо во Тризла, какви бакрачи таа заврши кон Бон стил вамо таму сегде низ Европа. Абре луѓе, ова тие мафијашки клан овде, бела нова ти работи, ти нема што да правиш. Вака ситни некои ќе ги фаќаат актери, оно само да се заскријат по големиот дел. Една третина од парламентот сите се шмркачи, бе, шо вие вас, бе, што тоа е, ова е, бре, лоповски клан, бе, ова треба сведен. Добро, да, ви благодарам за јавањето, но еве гледате сепак она што, со оглед на тоа што особено ете медиумите од Шпанија и така натаму, доста соопштуваат информации околу ова, помеѓу другите и таа дека кокаинот бил наменет за Велика Британија. Имаме ли ние тука, значи, некои значајни, клучни фактори кои од тука, еве, гледате, раководат, повлекуваат потези такви и на вистина се, еве, гледате, фактор за тие такви меѓународни сделки. Еве, повеќе јасно е од досега дека не било за овој пазар, ниту за пазар од регионот. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Па вака, налогот го дал Интерпол. Така. Да се уапсат овие две лица. Да. Дали ви Интерпол личи на некоја организација која не знае што прави? Не, јасно, тука се и американски служби и така цела мрежа европска апсолутно. Према тоа, инволвираноста нивна мора да има. Дали мажоти само, ама таа легнува со него, таа знае што работи тој. Никој не знае подобро од оние што во собствена куќа имаат некој кој се занимава со земање на дрога. Само тие знаат колку им е лесно.
во наводници. Јасно. Така да најлесно е да зборуваме за друг. Така. Фино рече претходниот гледач. Абе, сите се шмркачи, бе. Има ли врска што таа дрога е наменета за Велика Британија? Нема врска, бе. Важно е да се внесе тука близко. А од Велика Британија до овдека може за 2 сата со авион да дојде. А како и што ќе пренесе, знаеме дека пара кај буши, ни видијам бургија не буши. Абе, каква сме ние земја? И симптоматично е што судовите, еве, не се осмелуваат, се држаат на она сега, немојте веднаш притвор, домашен притвор. Ма немој. А за банални работи добиваат обични луѓе тешки притвори, кои трајат со месеци, па и со години. Така да не се завараваме. Ние, да не го заборавиме нашиот Бранко, тој беше опасен шмркач и денеска е. Од депото, од трезорот во МВР снема 28 килограми што беше запренета. Ги снема. Кој има клуч? Се знае кој има клуч. И дрогата заврши кај него. Така, да не зборуваме многу. Ние сме опасна нација. Пријатен ден. Добро, дојдување, ви посакувам и вам пријатен ден. И во исто време тогаш, што или докаде, што мислите, ги следат работите или се во тек, биле во тек и се во тек нашите институции? Од тиете се согласивме налог од надвор, Интерпол, еве гледате, и тоа комплетно повеќе предводени со Шпанија, дури и Соединетите Американски држави. Дали знаеле нашите институции воопшто нешто или дадене само налог сега одеднаш и определена мерка притвор, чекаме сега да се координира, да помине викенд, од понеделник веројатно ќе чуеме нешто, како што и кажа, кога ќе дојде време, ќе ни соопштат. Дали биле во чекор со времето, со други зборови, или и за нив ова било некоја непознаница и новост, кога го примиле, условно кажано, барањето, да не кажам налогот од Интерпол. Повелете. Ало? Да, во програма сте, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Много мръвче, гъсен се пули, глава им се празни. Слушаш? Не ве разбрав. Глава им се празни. Молам. Ајде одиме со следниот гледач, изгледа или имаме некои проблеми со линијата или со гледачот, не знам. Повелете, добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден, викам. Добар ден, да, ве поздравувам, повелете. Видете, не ќе да ви се мешам во родевачката политика, Добро. али денеска требаше да биде средошколскиот штрајк за загодувањето. Значи, тоа топ тема, каде што на вистина Скопје веќе личи на Аушвиц. Так. На Аушвиц. Добро. И еве му честитам на Петар Шелегов за 3 години врвена работа направи. Што денеска е суспендира директорката на Никола Карев. А треба да го суспендира и директор на Корчагин. Добро, ви благодарам, но сепак е тема ова, ако сакате зборувајте за тоа, а во друга прилика може ќе биде тема и тоа. Повелете. Ало. Повелете. Вака, Изо, добар ден. Добар ден, повелете. Треба урбаната мафија да се преземе мерки. Тие да одат одма на распити, се знае да не екрани имат поставено кај онај речи го Континентал и Сајмот. И тоа бившото раководство, онај што е Мијалков и Камчев. Тие треба држава да преземе мерки и Интерпол треба да се заинтересира за онај Орбан што го подржува онај бившиот премиер. Не сакам ни да му го спомнам името. Тие упропасти Македонија. Ајде, поздрав и пријатно. Поздрав и благодарам за јавувањето. Повелете, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Малку тонот да го намалите на вашиот ТВ приемник. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Да, повелете, во програма сте тогаш, еве.
Да, ве слушам цело време зборите дека немало никакви докази против господјата со кокаинот. Не кажав дека нема докази, Па апсолутно. како не рековте, еве да се видиме, пошто ја снимате, вие ја снимате емисија. Благодарам за јавувањето, ајте, ако ја снимате, вратете и погледнете, кажав дека немаат информации. Не излегоа со информации, ниту од МВР, ниту со обвинителството. Но, ете, ако не сте го слушнале тоа, вратете го штом го снимате и погледнете го, да не трошиме време тогаш на објаснување. Ако имате да кажете нешто околу темата, обидете се повторно да добиете, па да ве слушнеме. Во меѓувреме, добар ден за следниот гледач. Добар ден, Исо, се слушнаме денеска, ама за грозјето не кажа човекот. Докаде го продадоа или... Ете, па, но добро е да се подсетуваме постојано и оние кои треба за тоа да знаат, нека бидат подсетувани, што? Не, намерно те прача да се насмееш, зашто не ти личи да бидеш нервозен и љут, затоа што тоа е убавина кога човек викаат колку е поинтелигентен, помалку се нервира, затоа што секакви нема. Во врска со ова осомниченава, Силвија, од Мавровскиот е крај по потекло Леуново е Паткој, истата фамилија сме, и така да стварно жената дали е влезена во шема или пак овдека е загрозени се некои интереси, ова да не се правиме луди, дека кокаинот од сега од Силвија ја донесе кокаинот, претходно нема кокаин. И така да тука се некои борби, жално е што толку се сега на ова време, убаво кажа еден од гледачите што го почитуваме на млад дечко, зошто сега баш тоа го кажуваат? Така. Зошто сега се актуализира као тема? И тоа е ништо не е случајно, така да тоа е тоа. И ја си остави малку време да те извини, ја најмалку сакам да во врска со однесувањето на таткото на Боки 13. Ме фрапира со ем шуто, ем боде, така вика нашите. Нечем да го навредам, не го кажувам као, место да биде загрижен, што све му направило детето, каде што урна владата ќе урне, и 300 чуда, он е уште увредена странка. Тоа е нашиот менталитет. Јас се извинувам, најмалку сакам лошо да ме свати, не ништо за мене. Но тоа ги гледам и другите политичари, функционери, кои што сгрешиле, ама не сме никој да им каже. Затоа што тие мислат дека некој е дежурен. Да, истече времето, ви благодарам за јавувањето. Да, значи, како што кажав, ете, официјална изјава од нашите институции, од МВР или обвинителството немаме, иако некој тоа ќе го разбере поинаку, иако снима. Всушност, истрагата е спроведена во координација со повеќе земји. Европол и всушност, според нив, ете, неофицијално, значи станува збор за организирана група која вршела криминални действија, извесен период била следена. Вклучително и трансакциите кои ги вршеле и предпоставам дека и преку следење на тие трансакции е и таа мрежа направена, тоа поврзување. Останувате, видиме што понатаму ќе се покаже, што ќе биде соопштено. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Повелете. Јас би рекла вака, ја и порано би се јавував за кокаинот, дека има, значи, да се направи проверка на сите овие што се глумци, актери, пејачи, градоначалници, функционери главни на тоа, дека има кокаин во Скопје. Како може се луѓе во глупости да зборуваат дека тоа може била обвинет? Па се знаете, меѓународен, тоа е меѓународна полиција, не сме тоа да се изнесе во јавноста на тоа. Како тоа? Па еве имаме некои наши тука, еве на Бласе беше патена една, па таму седен маж, па после колата и леташе во Вардар, па после го окривуваше дека педофилот и ја бутнал колата на тоа. Јавна тајна е, полицијата знае, само чутат на тоа. Само за жал што човекот ќе лежи 20 години во затвор. Тоа е проблемот на тоа. Има знаете ли што? Кокаинот е многу тешка работа. Имаме два смртни случаи на глумец, на пејач на тоа. И сега ова била, ништо не било обвинета на таа. Па таа ќе продава дрога,
тука ќе продава кокаин во Македонија, а после поголемата количина ќе биде во Енглеска на тоа, па имаме наши зависници на тоа, али да ви кажам, кокаинот е многу тежок. Тој е пропратен со алкохол, со пиење на алкохол. И во еден момент кога ќе пренагли ова кокаинот и алкохолот заедно, тоа се повеќе и повеќе те тера да зимаш, тогаш откажува срцето и умираш, да речеме, умираш одеднаш. А да речеме за хероинот го зимат по ситната риба, ситните овие, некои си чиновничиња, бамбу таму што се навлекува, што тешко може да се излешат, и тоа е со многу големи маки умирање, и со многу, и со затвори, со затварање во затворите, со умирање во затворите на тоа. Тоа е страшна работа. Немојте така, тоа е озбилна работа, треба да се направат тестови на сите овие што се функционери, на глумци, на тоа. Да, ви благодарам за јавувањето. Во медиумите, во шпанските медиуми може да се сретнат написи за заплена на поголеми количества кокаин, и тоа во повеќе шпански градови. Меѓутоа, еве, не се спомнува никаде дека има откриено криминални мрежи или учесници, па дури ниту логистика земји од Балканот. Во секој случај, еве, станува збор за очигледно, координирана и во најголема тајност чувана акција, во толку повеќе веројатно и МВР не соопштува детали се уште, но ајде во очекување сме, ќе видиме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се слушаме. Да, секако. Мене друга сумња ми излегува овде, зашто не е даден притвор, него куќен притвор. Мене ми се чини дека има поширок круг вмешани и затоа треба да ја средат малце работава, да не ја притиска таму во притвор, оти ќе ги кажи сите, и ај дома ќе поседиш ти, да направиме шемала, па после отом потом. Еден рече за кого било тоа 2,5 грама кокаин претходно за некој си, Велјановски, Трајко, синот. Па тоа 2,5 грама е многу поголем од 700 килограми. Како може то да го упореди со 700 килограми? 2,5 грама биле поголеми. Било опасно то многу. 2,5 грама, еден ќе шмркни, ќе умри, да речеме, никому ништо. Но овдека друго нешто се крие. Ти за 700 килограми кокаин и да нема притвор, тука има шема некоја. Шема што на нејде сигурно е кажано, ќе ќутиш, ќе те разводниме, како Катица Јанева ја однесла во Грција, се договорија, ќе прилежиш таму, ќе си зетрето, ќе испари. Полека. Ете, слушав мирисат на истата шема. Затоа што, како може така да нема притвор за такво чудо. Најубаво ние да си направиме договор и коалиција со Колумбија, затоа што Колумбија ми се чини е водеќа сила за кокаин, за дрога, за 300 чуда. Еве кај нас се легализира, зошто да ја затворат? Нели легално се дрога ќе произведуваме, маркуана, и тоа е дрога. Пријатно и убав ден да имате. Да, ви благодарам и вам ви посакувам убав ден. Повелете, добар ден. Ало. Повелете во програма. Добар ден, господин Исо. Добар ден. Да во љубите од Прилеп. Не поздравувам. Па, видете, господин Исо, јас да ви кажам. Пред малку рекоа дека не е уште демек, не е точно, не е уште докажано. За кого бе господин Исо досега се докажал? Абе, кој господин Исо рекол јас сум кабетлија? Секој пат вела кабаето е сирак. Никој досега за се што се правило не рекол јас сум кабетлија. Рекол за госпожата не сакам да вреѓам, не сакам дали е тоа вистина, меѓутоа еве на телевизија се дава, ако бев јас, ќе каже Љубица Ивановска од Прилеп. Рекол дека потекнува од Ново. Се чудам господин Исо што не рекол дека потекнува од Сицилија. 700 килограми кокаин, зар то не можам ја да го разберам, ја не знам ни 1 грам колку е. Меѓутоа знам дека е тоа опасно, знам дека тоа и плюс тоа сум медицинско лице, знам дека не чини секоја дрога. Меѓутоа ние дозволивме дрога, еве господино пред мене што рече, и да се сади, значи
Ова веќе не навлекува на нешто што стварно не чини. Сите знаеме дека не чини, а гледај што се прави. Веројатно за таа друга луѓе зема огромни пари. Кој и како е, не верувам господин Исо да се докаже. Реков кабаето е сирак и никој досега без разлика зашто го суделе не рекол крив суд. Биди ми поздравен господин Исо, се неубаво поздрав од Љубица од Прилеп. Исто и вие, ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден, поведете. Добар ден, господин Исо. Поведете. Не правиме многу анализа како претходните, не сме аналитичари, нити прозорливи луѓе да видиме што било, како било. Јас само ќе кажам дека осудувам секој оној што се бави со вита таква дрога, која штети по здравјето на човекот, по здравјето на луѓето, на средината и која донесува други луѓе во опасности. И заведува многу луѓе така натака. И тоа гледа се напредна драма за актерката. За било кој да е човек, не зашто толку придаваме значение. И оне големи слушавме пред неколку дена во Рачино полицијата колку таму друга заплени, како тие работи, дури тие криминалците од тие дури им претеле на алфите, дека ќе утепа, дека не знам како што, сите се слободни, никој не притори понатака, никој не коментират. Само значи кој ќе дојде некој обичен човек нешто така за да се скрие внимание, и ние гледачи тоа како муи се лепиме. Те 2,5 грама не било многу, дали 2,5 грама, дали грам, тоа е многу. Ако бил тој синмо на со 2,5 грама, не ве дека тој само 2,5 грами, има од повеќе. И да се деле, јас сум против тоа да се трујат. Тоа е порок, тоа е грев. Меѓутоа да се искорени тоа, не да се оди селективно, се да не се замарна. Нека се сета гледачи колку секојдневно имаме. Во Рачино, во Гостер, колку пати се патува и само толку се завршава со својата информација. Полицијата денеска упаднала, вршила истрага, нашла тоа и тој готов се за ташкој. Нити имена се кажат, нити презива ништо. Не сме понатака да се кажат. Видите колку сме македонци се пратови патриоти, колку се задикари аналитичари и злоздобни луѓе, место да го со секој да се осуди се што е непријатно, се што е против човекот, се што е против да се осуди, ние наоѓаме некој мало слабо се и фаќаме тука и политиката, нешто и така натака. Ако е тоа од Интерпол, меѓутоа Интерпол да си победи, како што рече претходниците, Интерпол да ги послужи насите, бар што имаме Македонија, имаме 20 ние поблизу Косово. Да, ви благодарам за јавувањето. Спомнавте колку придаваме значење. Јас себе на вистина не придавам, ниту е поентата оваа емисија да се придава значење на двајцата приведени. Во оваа врска ете тој така наречен случај кокаин, дури не ги ни спомнав нивните имења, кажав двајца се приведени. Туку поентата е повеќе, затоа и е темата каква е улогата, ете не се ставени ниту во темата. Генерално, дали тука на овие простори ние имаме ситуација на поврзаност, логистика и тоа во голема мерка дали со такви работи незаконити, имајќи предвид дека овој случај во кој гледате Интерпол е вклучен, дури служби на Соединетите Американски држави и тоа е заедничка координирана акција, гледате и финансиско работење, односно трансакции, и тие се дел од ова заедничка всушност истрага за голема количество во случајот на кокаин, дрога. И во таа смисла генерално нашата територија, нашата земја, поврзаноста со гледате такви акции. Некако станавме сега во фокусот, да не кажам центар на светот, гледате барем по оваа една значајна акција. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Во програма сте, повелете. Па јас се чудам, некој вика немаме суди. Ако избркаме некој суди, ќе немало суди. Па еве овие од ДПМН. Тие најголеми суди се. Све они знаат. Па од време ги осудуваат. Па ова било, па оно било. Па еве ли суди од ДПМН. Не ни треба твојке суди. Сите тие разбереш нека кажат. Овега ќе го судиме, оне ќе го судиме. Све знаат они. Абе за криминал. И во Србија што се десава, и во Македонија. Да. Исо, нема појке зборење. Чао, пријатно. Поздрав и благодарам за јавувањето. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, повелете. Немав намера да се јавам, меѓутоа темава е интересна. Само сакам да кажам,
луѓе, најдовте интерес. сите што имате деца, сега 15-16 години, припазете си ги, затоа што дрогата зема голем замав. Исо како новинари, појдите кај таксистиве ќе ви кажат, веćinom, кој сака да каже, кај се продава дрога у Скопје. Се сеќате ли пред 10 години во МВР се откри дрога украдена? Од МВР украдува 38 месечини килограма дрога. Така, да, не знам баш околу деталите, се но сеќавате ли тоа? Како може од шкафоите у МВР да се украде дрога? Од како испадна у јавноста, Кобајаджи, главниот дилер, кој ја продал таа дрога, не знам како беше по име, убиен на Косово. Тие денови возам дечко ја еден и тема на разговор беше дрогата. Вика, не е убиен, тој ми е чичко, се јави кај мајка ми, да не се секира, не е убиен. Тука некоја игра има, затоа што многу познати личности се врзани со таа дрога. Затоа уште еднаш ќе апелирам, родители кои што имаат деца, кои што сега се на возраст, да кажам, каде што треба да пројдат у полнолетни, на тие журки сигурно користат дрога. Еден ако има во друштвото, тој ќе ги зарази другите. Затоа треба да се припазат децата. И со бидете поздравени. Ве поздравувам и јас, ви посакувам убав ден. Повелете, добар ден. Ало, добар ден, добро вечер, господин Исо. Повелете. Темата многу сериозна, многу сериозна. Јас како мајка, како баба, искрено кажано, сум уплашена. Бидејќи на овие наши простори, покрај целиот криминал, покрај се што се случува во државата, тоа што разнебитена докрај, да Интерпол интервенира и бара учесници во таа Тоа е линија на поентата, дрога. да, тоа е сериозноста на Тоа е, темата. тоа е нешто многу поединечно сериозно. тука, И јас сум изненадена со куќен притвор. Како може куќен притвор? Најсериозно треба да се приде кон ова, бидејќи толкава количина на кокаин. Тоа значи се работи дека во Македонија многу високи кругови користат. И актерка да учествува, па ние знаеме дека во театар се сетите колку деца ни отидува од дрога. Значи тоа е веќе нешто многу сериозно што се крие позади ова и не смее да се помине со куќен притвор, него едноставно најсериозно кон овој проблем да се приде и да се обиде нашата полиција е глувонема за сите пороци во Македонија, да се приде многу сериозно и да се фатат конците на овој канал. Бидејќи страшно станува за децата во Македонија. Уште треба да ги инструеме со дрога. Оте гледаме дека границата на возраста се е пониско и пониско. Се помлади деца пропаѓаат во тој порок. Така. Благодарам на времето. Да, ви благодарам и вам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Во програма сум. Да. Господин Исо, секоја чест за вашето водење на емисијата, меѓутоа вие промашена темата. Зошто? Знаеме, порок е дрогата најголем во општеството. Меѓутоа, ние имаме други пороци. Имаме сега предлог за измена на закон за избори. И лицемеријето на ДУИ е ненормално. Не е прифатливо. Кога сакаат да изберат, односно да изгласаат некој закон, не бараат ни консензус, ни ништо, проста веќина или бадентерово множество и пројде. Сега кога е во интерес на граѓаните да имаме една изборна единица и кога е предложено со сите претходно утврдени факти, норми и нормативи, не може спикерот на собранието не дава да се изгласа таков закон. Но јас би ве замолил да се држите до темата. Една група се држам, а јас ви благодарам за јавувањето, еве за жал ја промашивте темата. И вие не исклучено да ја ставиме во друга прилика, па повелете тогаш. Добар ден, повелете.
Добар ден. Повелете во програма сте. Павле Богоев, дали е во затвор, дали е притворен? Колку што знам не е. Вие одобрувате со господјава? Што дали одобрувам? Дали одобрувате затоа што не е во притвор или е во притвор? Не одобрувам Слава ви апсолутно линијата. било какви незаконски активности, но повелете, ајде кажете го вие вашиот став. Секако дека ќе лежи во затвор. И сите шарени што беа како Југослав, како не знам кој ќе си го одлежат. Павле Богоев исто ќе си одлежат. А кај вас во телевизија ќе се дојде и една добра ревизија ќе се направи. За сега земете да ја зепам и смирете се. Довиđenja. Да, ајде, знаете, антидепресиви не сум земал никогаш, а немојте ниту ви особено. Не е добро па и да ги рекламирате во емисија, а очигледно ги користите и терминолошки добро баратате со нив. Но затоа обратете се. И бе познато е, мислам се случуваат такви ситуации, јас разбирам има одредени и дисфункции така, кои манифестираат такви состојби, имат еректилна дисфункција и слично, кои можат со таква грајнични ситуации одат претеран песимизам, агресивност и така натаму. Затоа не е лошо да, но за трајно решение да се види совет да се среди тоа и заради вас и заради оние околу вас. А ете, ние сме на темата, имаме уште малку време. Ако не се лажам, повелете добар ден. Имаме ли гледач? Да, добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ишо? Да. Имам едну приметбу, пошто први пут ве добивам, ама и друг збори. Не, вие сте, еве, јас ве слушам внимателно. Зашто околу 2 сат кад беше таа емисија, јас стално ги гледам, јас сам воено лице, инвалид. И зашто го дозволяте на тој господју 50 пут каза комуњари. Мојот татко е погинаел партизани, а ви комуњари. И ти си запатио тие комуњари. И нека иде у пизду мат. Добро, ве молам, немојте тој што го кажал тоа, нека ја понесе одговорноста за тоа. Јас ниту го оправдувам, ниту го застапувам тоа, ниту можам да одговарам за нечии туѓи постапки. Повелете добар ден. Исто само да ја завршам мислата пред малку пред ве молам. Може? Ајде, повелете за што станува. Ако е за темата, повелете. За темата. Јас никога својам тема не дискутирам. Што се однесува до дрогата, ова, а и било која влегува во Македонија и која се дистрибуира преко така наречени дилери, во секоја полициска станица, во секој град, а да не зборуваме за Скопје, секој дилер има свој заштитник во полиција. Тие ги знаат сите дилери во било кој град, Струмица, Куманово, Пехчево и така натаму. Но, бидејќи дрогата носи голем профит, таа мора да биде поддржана од власта. Не од оваа власт, мислам, од полициска власт. Така да, еве, например, во Куманово ги знаат сите дилери на дрога, но никого не апсат. Никого. И има полициски високи службеници кои се начело заштитници на овие дилери. И тоа го знаат сите нивни колеги, но никој не смее да преземе ништо. Ете, тоа сакав уште да го кажам. Пријатен ден. Ви благодарам за јавањето. Убав ден и вам. Повелете добар ден. Добар ден. Добро вечер. Повелете, да слушам. Да, во програма сте. Слушаме? Да. Вака, врска со
да јас сакам нешто да коментирам. Бидејќи информациите ни се многу оскудни. Така. Само поставува прашање и ти поставувам прашање. И јас. Како дошло наши граѓани од тука да се смешани во таков инџир, да речем, на дрога, која би отишла во Велика Британија. Тоа значи нешто можно е да е од тука потеклото на дрогата. Таква некоја варијанта може да постои. Како е поврзано? Знаеме ние кај дрогата се произведува. Венецуела, не знам, Колумбија, мислам, главните тие држави. Така. Како овие след до таа поврзаност и живееме тираме пред време, додека не добиеме по-официјални информации од обвинителство. Кога обвинителот се кажи, сега некоја предистражна е постапка, не може, а Интерпол ја води и како се Интерпол ќе кажи, така ќе постапи и нашето обвинителство. Така. И затоа, а и во секој случај, што сакам да кажам, што е многу важно, ова е најлошата работа што може да се случи некому за пари. За пари да убива млади луѓе. Тоа е за мене нешто најлошата работа. Никакви пари не можат да го заменат животот на младите луѓе. Тоа треба секој да го има пред да го почни тоа, тоа да го размисли и да си остави прстот на главата. Добро, ви благодарам за јавувањето. Почитувани, завршуваме тука. Ќе видиме што ќе покаже истрагата, кој ќе биде и официјалниот одговор на нашите институции, во толку повеќе ќе имаме и од меѓународните, со оглед на тоа што и Европол вклучен во ова. Во вестите во 17 часот ќе имате исто така информации околу протестот, односно бојкотот на наставата во средните училишта, разрешувањето на директорката и така натаму. Затоа останете со Телевизија 24. Јас ви посакувам пријатен викенд, убави мигови и добро расположение. Довидување.